Постои една лага која што јас и вие редовно и мајсторски знаеме да си ја продадеме на себе си. А тоа е следново. Дека да зборуваш за нешто, да зборувам за нешто е еквивалентно на живењето на таквото нешто. Колку пати сме биле на маса со пријатели и сме разговарале за здрава исхрана, за диети. И некој ќе каже дека постои диета Обединети нации, друг ќе каже дека постои начин исхрана според крвни групи, некој ќе каже дека треба да се јадат следниве продукти, чии што имиња тешко ги изговараме, значи дали е тоа гуарана или киноа, и некој ќе каже киноата да не се конзумира без да се потопи во вода, барем половина час, и некој ќе каже препорачливо е 1 час, ама еве, сите сме зафатени половина час. Таквиот разговор, јас сум фасциниран што таквов разговор јас сум водел и сум учествувал, додека се јадеме скара во некоја од кафаните во Дебармало. И сите ние знаеме што треба и како треба, и на крај речиси сме озарени и убедени дека сме ние за здрава исхрана и дека тоа што ние зборуваме за здрава исхрана, всушност нас не прави луѓе кои што здраво се исхрануваат. И тоа е лудост. И не само тоа, него оние легендарни разговори кои што ги имаме редовно, отприлика зимно време почнуваат, како треба да се вежба и како вежбањето е многу добро и како има аеробни и анаеробни вежби, и дека се едниве за едно, другиве за друго, и дека едниве не знам што ти зајакнуваат, другите влијаат особено добро на тебе. И на крај тоа продолжува со дали да се вежба 3 пати, па еден ден да се одмара, или 6 пати, па еден ден да се одмара. Дали да се вежба, не знам, во кои се варијанти. И кога ќе се занесеме сите заедно и кога ќе се прашаме кој вежба, сите сме од понеделник, здравје да помине месецов, здравје да поминат празниците, и повторно сме озарени и имаме чувство дека затоа што сме зборувале за вежбање, затоа што можеби сме зборувале за трчање или за што иде, дека ние тоа де факто го живееме. И мислам дека тој тип на лаги редовно си го протнуваме. На самите себе се враќаш дома, некако имаш чувство дека си дел од нешто, дека и ти си дел од некакво можеби движење за здрав живот, за здрава исхрана, што и да е, а уствари не сме мрднале со прст. И знаеме реално дека ниту едно зборување за диети за здрава исхрана и дека ниту едно зборување за вежбање и за придобивките од вежбањето не прават апсолутно никаква реална разлика во животот на тој кој што ги зборува. И упорно ние продолжуваме со таквиот третман, значи упорно ние сакаме да се убедиме себе си и другите дека и ние сме за тоа. А нема апсолутно никаква разлика, значи не прави разлика во нашиот живот. И денеска сакам да зборуваме за еден текст во кој што Исус им зборува на неговите најблиски, на неговите ученици. Токму оваа работа. Дека да зборуваме за Бог не значи дека таквото зборување прави било каква разлика во нашиот живот. Наместо да го зборувам понатаму јас текстот, да го прочитаме Матеј 7 глава од 21 стих до 23 стих, од таму ќе почнеме. Значи Матеј 7 глава од 21 до 23 стих. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам, вели Исус, никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. Овој текст го читам во нашиот македонски контекст. Овој текст го читам во контекст во кој што ние често пати знаеме да ги градираме луѓето. Значи, знаеме да ги мериме луѓето и знаеме да зборуваме за тоа дека некој е верник, ама дека некој е поголем верник или дека некој е најголем верник. И она што често пати го слушаме следново. Он е голем верник, он многу често зборува за Господ. Он е голем верник, он има голем крст кај него дома, и не само дома, него он има исто така голем крст кај него, не знам, на работа. Он е голем верник и во крстот си има секогаш, и во колата си има секогаш крст. Значи, ја не можам да верувам дека денес ние би можеле таква една логика да прифатиме, односно таквата логика да не ја соочиме со она што Исус го вика. А Исус го вика следно. Како што зборувањето,
твое за здрава исхрана не ти врши работа, како што зборувањето за вежбање без да вежбаш не ти врши никаква работа, така и зборувањето за Господ без да се исполни тоа што Бог го бара од нас, апсолутно не ти врши никаква работа. И еден ден можеш да се доведеш во таква заблуда, да бидеш озарен, да зборуваш многу за Бог, тоа што го зборуваш апсолутно да не направи разлика кога станува збор за твојот третман на луѓето, твоите вредности, начинот на кој што ти ја водиш твојата фирма, начинот на кој што ти си наставник или наставничка во основно или во средно училиште, начинот на кој што ти се обидуваш да започнеш бизнис или да имаш бизнис со некого, значи апсолутно тоа да биде недопрено од тој факт дека ти многу зборуваш за Бог. И Исус вика, ќе прочитам уште еднаш, не секој што ми вели Господи, Господи, не секој што многу прави муабети за мене, не секој што се надоврзува на муабети за мене, ќе влезе во Царството Небесно, односно ќе живее во вечноста со мене, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец Небесен. И ова е клучен момент. И јас сакам денеска да кажеме врз основа на ова што го читаме, дека клучната цел Божја не е од мене и од тебе да создаде верници кои што само ќе зборуваат за него и во исто време нема да направат разлика никаде, значи нити во семејства, нити во своите фирми, нити не знам во државна администрација, во училишта, образование, било каде, во здравство, туку верувам дека ова што Исус го вели еден сосема поинаков повик. Тоа што го живееме, тоа и да го комуницираме и од таму да течат разговорите кои што секако дека ќе го вклучат и Бог. Ама да не мислиме дека Бог бара верници во таа смисла. Верници чија што вера апсолутно нема врска со нивниот реален живот. Она што сакам посебно да го потенцирам денеска е следново, дека Исус не бара верници, туку бара следбеници. И она што сакам да го поставам како прашање за мене и да го поставам како прашање за тебе, кој што го слушаш ова утро, е всушност дали си ти верник или си следбеник? Значи, дали веруваш дека зборувањето за Господ ќе направи било каква разлика во нечiji живот, или реално го следиш? Затоа што прашањето сега да излеземе на улица, иако нема жив човек на улица, се надевам дека нема жив човек на улица, и ако ги прашаме дали верник сум, како не верник сум, и ние, тој факт дека сме верници се, како да кажам, е во директна колизија, значи се судрува со фактот дека сме ние де факто безбожно општество. Па овие 30 години наши докажаа дека ние немаме некакви големи врски со Господ. Со неговите вредности. Дека ние реално многу зборуваме, знаеме многу ритуали, знаеме кога се пере и кога не се пере. Знаеме многу, би рекол, периферни работи, ама се плашам дека суштината сме изгубиле. А суштината е токму повторно 21 стих од 7 глава на Матеј, не да зборуваме за Бог, туку да исполнуваме волјата на нашиот Отец Небесен. Кога јас и ти се прашуваме, дали можеби ние сме влегле во една ваква лага, дали ние сме влегле во едно вакво самозалажување, она што Библијата ни го препорачува, она што денеска и на многу пошироко ниво се препорачува, тоа е, би ја спомнал Шила Хин, која што пред 2 години беше еден од видеокаст предавачите на глобалниот лидерски самит. Шила Хин вика вака, дека секој човек кој што сака да има реална слика за себе си и сака да знае до каде е во својот живот, треба да има до него луѓе огледала. Луѓе огледала, ама не како огледалото на Снежана, кој е на она царицата како беше во Снежана, огледалце мое, кажи ми на светот најубав кој е, ти си и нема друг као тебе. Туку луѓе кои што не сакаат, им значиме и се спремни затоа што не сакаат и затоа што им значиме да ни ја кажат вистината. И да ни кажат, знаеш што, ти можеби многу зборуваш за оваа тема, ама ти реално немаш никаква врска со оваа. Никаква врска. И треба да имаме такви луѓе. Таквите луѓе се де факто благослов во нашиот живот. Затоа што не враќаат на некои добри патеки. Затоа што не враќаат
на моменти како да кажам, не враќаат од некакво само измамување во реалност. И тоа не е лесно и често пати знаеме тоа да бидат моменти на конфликт, ти ли ќе ми кажеш, ти нели се гледаш, ама таквите луѓе се неопходни за јас и ти да пораснеме во било која сфера, особено ќе кажам во сферата на нашиот живот со Бог. И треба да си ги поставиме тие прашања на луѓето со кои што ние можеби најповеќе зборуваме за Бог и го употребуваме неговото име, изборуваме Господ и во каков и да е контекст, да ги запреминеш кај тие моабети и можеби на само со барем еден од нив да речеме, знаеш што, ние си правиме многу моабети, јас зборувам за Господ. Го гледаш ти тоа што го зборувам во мојот живот? Го гледаш ли ти Бог во мојот живот? Гледаш ли тие вредности? Гледаш ли дека јас тоа реално го живам или реално тоа се сведува само на уште еден куп на моабети? И таквите луѓе се најчесто нашите најблиски пријатели, нашите најдобри пријатели и луѓе кои што имаат таква слобода да кажат, знаеш што, ти збориш за што и да е, ти збориш можеби за вежбање и врска немаш од вежбање и ти можеби збориш за здраво искрено, ја не сум те видел ти нешто здраво да јадеш во последниве не знам колку години и ти можеби кога зборуваш за Господ и често зборуваш за Господ, значи тоа апсолутно нема никаква врска со твојот реален живот. И кога ние сакаме да си поставиме прашање, добро, освен овие луѓе огледала, како ние би знаеле дека ние живееме со Бог, Исус се надоврзува, односно продолжува на ова што го зборува, кога зборува за тоа кои се неговите ученици, кои се неговите вистински ученици, кои се оние кои што тој ги повикува да бидат негови следбеници. 24 стих Исус вика вака: и така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек, кој си изградил куќа на песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и падењето и беше страшно. Исус многу често користи едноставни примери. Едноставни примери за да ни долови, за да ни доближи големи вистини. Ова е едноставен пример. Ние во црква имаме и таква песничка, која што зборува за еден паметен човек дзидал куќичка и еден глупав човек дзидал куќичка. Контрастот е очигледен. Едниот човек зема и гради куќа на камен, што значи вложува многу повеќе труд, вложува многу повеќе енергија, го копа тој камен, значи го крши тој камен за таа куќа да има стабилна основа. Другиот човек, наречен глупав човек во оваа сторија, не сака да се мачи, не сака значи да губи време, да чука во камен, да добие таа куќа добра основа, здрава основа, цврста основа, полесно му е песокот, полесно му е да си прави моабети, полесно му е да си вика: ајде си збориме за Господ уште пола саат или уште 2-3 дена или кога ќе дојде празник и тогаш здравје Боже и после тоа ќе видиме, не чекаат некои други работи. Значи, тој е човек кој што апсолутно не го прави оној тежок дел, а тешкиот дел, делот без кој што не можеме да бидеме следбеници на Христос, делот без кој што не можеме да доживееме Бог да ни каже влези со мене, биди со мене, значи име заедништво со мене, е токму тој. Зборовите на Исус, она што оваа книга нас ни го кажува, да го спроведеме во нашите животи. Она што Исус го вели, ова го вели на крајот на проповедта на гората. И вака завршува. Ви кажав клучни работи за вашите животи. Ви кажав што значи за вас да бидете следбеници, не да бидете верници, не само да зборувате за мене, туку што значи за вас да бидете мои следбеници. Што значи да направите разлика во вашите животи и во сите контексти каде што сте вие. И тоа ќе значи да се земе овој збор сериозно и да се спроведе во животот, и тоа е тоа копање длабоко. Зима работа, ама клучниот момент е следен. Кога ќе заврне дожд и ќе најдодат реки и ќе дувнат ветрови, значи кога околностите во нашите животи ќе бидат целосно неповолни. Во таквите моменти се разоткрива што е длабоко во нашиот живот, што е основата на мојот и на твојот живот. И тогаш ќе видиме колку сме биле сериозни во однос на било што.
Во овој случај ќе зборуваме за тоа колку сме јас и ти сериозни во однос на нашиот живот со Бога, во однос на нашето следбеништво на Исус. И знаете што? Јас повеќе луѓето и не ги прашувам дали веруваат во Бог, затоа што секаде каде што сум бил, не само во Македонија, туку и надвор, кога ќе ги прашаш луѓето веруваат, да, веруваме, и кога ќе прашаш во кого веруваат, па тој е некоја висша сила, тој е космичка енергија. Значи, јас во овој случај зборувам за верата во Исус Христос. И да се биде оној кој што верува во Исус Христос, значи да се биде следбеник. Ние денес тоа значење на зборот верник толку го излитивме, толку го како да кажам, испразнивме од значење, што денеска сите сме ние верници, а за жал во нашата држава не гледам дека таков тип на верништво прави било каква разлика. И Исус вика ќе дојдат тешки моменти и тогаш вие ќе видите реално во кого верувате и на кој начин верувате. И тогаш вие ќе видите колку длабоко сте ја разбрале мојата порака и колку длабоко сте спровеле во вашите животи, или од друга страна сте си играле играчки, сте копале во песок, некакви темели и таквото нешто завршило. И во оваа криза, не само короната, него општо во вие кризи на нашите животи, тоа се клучните моменти во кои што ние знаеме како и докаде сме ние во однос со нашиот живот со Бога. Затоа што она на кој што Бог мене и тебе не повикува, не е површност, не е суеверие, не е автомат за молитви, жетон, молитва, Господе, ти мене ово исполни ми го, фала ти многу, завршува приказката. Не е инструмент за ние да се направиме паметни на духовни теми во било какво друштво. Ова е повик, јас и ти, да живееме со живиот Бог. Овие да се слуша Бог, значи да се живее според неговата волја и значи да се живее заедно со него, да се живее во неговото присуство. И затоа верувам дека овие две нешта, луѓето кои што се огледала и околностите во нашиот живот, многу брзо, ако сакаме, ќе ни укажат на тоа каде сме ние во однос на нашиот живот. И ова го читам денес на Цветници, во кој што ние го одбележуваме влегувањето на Исус Христос во Ерусалим во онаа недела пред неговата смрт и уште поважно пред неговото воскресение. И тука Исус обкружен со луѓе кои што се верници, кои што викаат Исусе, ти си благословен, благословен оној кој што оди во името Господово, и многу еуфорија и аплаузи и цвеќиња, еден, како да кажам, еден импозантен настан. И тие исти верници после неколку дена ќе биде тие кои што викаа Боже, фала ти што го прати Исус, ти си Месијата, ти си оној кој што ќе владе, тие исти луѓе после неколку дена викаат растми го, уби го, растми го. Зошто? Затоа што верата, која што нема содржина, животот кој што се живее, животот со Бога кој што се живее само преку зборување, е многу подложен на било каква осцилација, на било каква отстапка од она што за нас значи Божја волја. И затоа тука би сакал отприлика некаде и да завршиме и да ги поставиме тие прашања. Дали сме само верници? Во оваа фолк варијанта на тој збор, си збориме за Господ, леле многу збориме за Господ, многу збориме за Господ, ништо од тоа никаков фајде нема да има. Само фајдето ќе биде тоа што самите ќе се излажеме дека затоа што зборуваме за верата, ние де факто таквата вера ја живееме. И она што верувам дека Бог нас денеска не повикува, не е да не тргне од него и да помислиме леле тоа не го правам, туку ова е негова покана. Ова е покана да не живееме со него на површни начини кои што не се добри ни за нас, ниту пак помагаат во нашиот однос со него, ниту пак од трета страна прават било каква разлика во било кој контекст или во животот на луѓето кои што се околу нас. Апсолутно никаква разлика. Напротив, кога ќе дојдат бели и проблеми, таквата вера ќе исчезне, што првото прашање ќе биде добро, кај си ти Боже, затоа што и тоа прашање е едно да се постави од контекст на живот наш со Бог, а сосема поинакво значење тоа прашање има кога ние го поставуваме од чисто суеверие, затоа што си мислиме дека ќе кажеме Господ и се оденечка тоа све, тоа име само по себе се ќе промени. Бог нас не повикува да градиме блиско со него. И сметам дека ова недела што е пред нас, овие празници кои што се пред нас, се одлично време ние да се подсетиме. Дека оној кој што кажа дека е спасител на светот, Исус Христос, дојде и не само што зборуваше за некако спасение, туку во оваа недела кој што е пред нас, кој што ние одбележуваме, дојде и се даде себе си. Ако не го направеше тоа, тој ќе беше само уште еден од плејадата на
религиозни демагози, кои што зборуваат за спасение, кои што зборуваат за тоа што луѓето треба да прават и никош самите не го направиле. Мене ми е посебно драго што Исус Христос не е таков. Не е демагог кој што не упатува на тоа само да се правиме некакви моабети, па дури да тоа има некаков духовен, интелектуален призвук, туку не повикува да го следиме него. И ставајќи ја верата во него, ние да започнеме еден нов однос со нашиот Бог, со Бог Таткото. И затоа, предизвикот му е, токму повторно ќе кажам, ова прашање. Дали сме јас и ти верници само, на зборови или сме следбеници? И нека оваа недела која што е пред нас, во која што ќе го празнуваме и Христовиот суд, и маките и страдањата, неговото распетие, смртта и неговото воскресение, нека ни бидат еден контекст во кој што ние ќе се доближиме чекор 2 со Бога. Во најмала рака, тоа што би сакал да ви го препорачам, е да прочитаме, еве, јас во моментов го читам Евангелието според Матеј, да ги прочитаме овие неколку последни глави од ова Евангелие, тоа е 26-та глава, 27-та глава и 28-та глава. Во овие денови кои што се пред нас, јас се надевам дека ние, читајќи ги овие текстови, овие сведоштва, ќе добиеме слика за тоа зошто Исус дојде и на каков начин тој нас не повикува да бидеме негови следбеници и дека всушност овој контекст, оваа недела што е пред нас ќе биде и текако погодна за јас и ти да направиме уште еден чекор до Бога и да се приближиме до него, затоа што Бог не повикува да се приближиме до него и дека тој нема да остане равнодушен, туку тој е веќе блиску, односно ќе се приближи до нас. Ве поздравувам и ви посакувам добра недела.